Блокада на границата со Грција, километарски колони, чекање со сати, пржење на пеколното сонце, расплакани деца, нервозни мажи. А уште не е ниту пикот на сезоната. Искрено за оваа состојба не е виновна само Грција. Вината е кај Европската унија и нивниот однос кон нас. Граѓаните на земја кандидат за членство, во случајот нели ние Македонија, имаме ист третман на граница како граѓани од некои трети земји, како да сме од Африка, Азија или не знам од каде. Па по секоја логика, земјите кандидати нели треба да уживаме посебен и поповолен третман кој ќе одразува нашата стратешка определба за европска интеграција. Нели не пофалија дека имаме целосно усогласување со нивната надворешна политика. Нели воведовме најмодерни биометриски пасоши, нели правиме реформи, нели ни даваат милиони евра од нивните фондови. Во суштина, играме како ќе ни свират, ама кога се однесува за нивниот однос кон нас како обични граѓани, тогаш сме исти како и сите други. Не велам дека треба одма да добиеме третман како да сме дел од Шенген зона. Знам дека такво приклучување ќе трае долги години, но може како земја кандидат. И тоа земја која повеќе од 2 децении дреме во чакалната, да имаме барем малку попривилегиран и малку полесен начин за преминување на таа граница. Вака имаме чувство дека мигрантите и бегалците од тие трети земји уживаат поголем степен на право, олеснување и институционална поддршка отколку граѓаните на државава која со децении инвестираме, политички, економски и општествени напори правиме за исполнување за тие пусти критериуми за членство во Унијата. Така што кога ќе ни зборуваат за тоа дека навистина се загрижени за нас, дека сакаат еден ден да бидеме дел од нивното семејство, кога вршат разноразни притисоци да правиме уште отстапки, како што беше промена на име, сега промена на устав и слично. Може би треба да размислат дека на овој народ му е преку глава од празни зборови и конечно сака да види дела. Дела како што би било олеснување на преминувањето преку граница или ете укинување на роамингот и слично. Чекори кои ќе ни покажат во секојдневниот живот дека Европа навистина не гледа како дел од нивното семејство, а не да бидеме на исто рамниште како да сме некоја африканска република.